Почетокот од изградбата на втората етапа од експресниот пат Штип-Кочани кај селото Крупиште беше повод на лицеместо денес да се најде премиерот Зоран Заев, министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски, како и директорот за државни патишта Зоран Китанов. Причина за ова е што конечно оваа власт призна дека источниот регион досега бил комплетно заборавен. Сега за него во делот на капитални инвестиции се планираат дури 330 милиони евра. Сакам да напоменам дека владата веќе во ребалансот на буџетот предложи доста квалитетни капитални проекти, како што е почетокот на тендерската постапка за почнување на изградба на браната Отиња во Штип, како што е изградбата на ромското мало во Кочани и да не зборувам во сите други општини за одредени проекти кои што почнуваме да ги реализираме. Изградбата на патот кој регионот го чека со децении веќе влегува во сериозна фаза, а една од нив е и обиколницата. Од тука и прашањето за кога се планира незиното завршување. Делот што е од Тричешми до Крупиште, очекувам до нова година е рокот да биде завршен, веќе 80% се завршени работите, остануваат асфалтниот дел кој веќе е отпочнат, што значи пролетниот дел ќе може веќе да се растерети овој дел од сообраќајот кој што се гравитира према граничниот премин и Бугарија. А овој пат што вториот лот што е од Крупиште до Кочани отпочна пред 2 месеци со изградба, рокот му е 2 години, значи пролета 2021 година треба да биде завршен. Освен на клучката, паралелно се работи и на делот Кочани Пониква. Во делот на Кочани интензивно се работи, што посебно ми е задоволство и делот за Кочани Пониква, еден туристички центар кој што на времето беше многу убав, многу актуелен, запоставен. Еве сега и тој пат го завршивме и верувам како туристички дел се поеќе и поеќе ќе се развива. Комплетно руинираната патна мрежа во источниот регион го опфаќа и регионалниот пат Штип-Крупишти-Пробиштип, кој веројатно е еден од најлошите во државата. Во неделата лично го проверив со мојот мотор, бев во Лесновскиот манастир со другарите, се видов со доста луѓе од Пробиштип и лично слушнав, но и видов. Дефинитивно знам дека се веќе променети новите проектни документации. При целосното гребање и отстранувањето на асфалтот е видено дека подлогата заради почвата која што во овој регион е нестабилна, се репроектираше и верувам дека овие денови еве од понеделник ќе почне активна со 3 градежни оперативи да се целосно рехабилитира овој патен правец. Од останатите капитални инвестиции во регионот беа потенцирани браната на реката Отиња, на Баргала, како и на Ратавица.